Тројца градоначалници од источниот регион по завршувањето на функциите се враќаат таму од каде што и дошле, односно на своите претходни работни места. Нивното враќање во новата реалност беше известно и со самиот факт што тие од своите партии не беа повторно кандидирани. Миле Петков, кој 4 години беше градоначалник на Виница, се враќа на работа во Виничкиот катастар. Звонко Пекевски, рационалниот во повеќе насоки градоначалник на Берово, кој цели 8 години беше прв човек на општината, повторно останува на работа во истата зграда, бидејќи пред да стане градоначалник, таму работеше во одделот за финансии. Горан Трајковски, кој исто така 8 години беше градоначалник на Делчево, на работа се враќа во гимназијата, каде претходно целиот свој работен ангажман го помина како професор по математика. Сега тој таму продолжува со истата работа. Овие тројца бивши градоначалници потенцијално не се единствени кои се вратија на некогашните работни места, бидејќи во источниот регион во недела ќе се одржи втор круг на избори и шанса на нив да им се придружат имаат барем уште двајца градоначалници. Доколку во недела на изборите во Македонска Каменица Димчо Атанасовски не добие доволно гласови, тој ќе се врати како наставник по музичко, а истото, враќањето на старото работно место се однесува и на Борчо Коцев во случај да не добие доволна поддршка во недела. Неизвестно се и Пробиштип, каде во случај на пораз Тони Тоневски се враќа во рудникот Булмак како главен извршен директор, но во случај на пораз неизвестно е кој ќе биде работниот ангажман на Драган Анастасов Ладич.